креираме предновогодишна атмосфера и убаво новогодишно расположение. Не знам која ви е омилена традиција, која што е поврзана токму со овие празници, некому тоа му е декорации во домот, китање, некому трпезата, на повеќето трпезата всушност, но некој има сосема некои своји практики кои што ги прави за своите празници. Сега, што е традиционално и наше, што сме позајмиле, можеби важно е да се ужива, па ајде да проследиме. Елката денес е еден од најпрепознатливите символи на новогодишните и божикните празници. Присутна во домовите, на плоштадите и во јавните простори. Но зад нејзиниот сјај и украсите се крие сложена и долга културна приказна, чиј почеток не може прецизно да се утврди. Како што сподели етнокореологот Бојан Петковски со нас, не постои точен историски момент кога елката станала символ на новогодишните празници. Се смета дека корените на појавата на елката водат некаде од 16-тиот век во рамки на протестантска Германија, каде што зимзеленото дрво се поврзувало со животот, обновата и надежта во текот на долгите зимски месеци. Сепак Петковски нагласува дека незината широка популаризација доаѓа многу подоцна. Најдлабоко во историјата може да забележиме дека се појава во 16-тиот век во протестантските фамилии во Германија, како еден символ кој што се кити, но кога доживува еден светски бум, тоа е кога во 19-тиот век се поставува во кралското семејство во Англија. Тој настан на китење на елката во кралското семејство потоа се појавува во сите весници во тој момент, што добива едни светски размери на проширување на елката. Кога е во прашање македонскиот контекст, е многу важно да знаеме дека до 20-тиот век во македонската традиционална култура воопшто елката не се појавува. Периодот кога се појавува, тоа е по Втората светска војна, генерално под влијание на училиштата, на самите школи, кои што тогаш биле под австро-унгарско некакво влијание, и во суштина првите елки во Македонија ќе ги забележиме во домовите на тогаш наставниците во Скопје, во Битола, во големите градски центри. Повторно ќе кажам како едно влијание на самото училиште како надворешно влијание. Многу е важно да разграничиме за гледачите, знаат дека прославувањето на Нова година е засебно за разлика од прославувањето на Бадник и на Божик како други празници, и тогаш дефинитивно елката и со доаѓањето во Македонија, значи таа не представува архаична култура од Македонија, но нејзиното доаѓање е поврзано со доаѓањето на Нова година, а не толку со Бадник и Божик прославата. Во македонската традиција централно место со векови имале Бадник и Божик како празници. Клучен символ на овие денови бил бадниковото гранче. Тоа е дабова гранка која се внесува во домот како знак на здравје, благосостојба и духовна заштита. Според Петковски, до 20-тиот век и преовладувањето на елката, токму бадниковото гранче имало далеку поголемо значење и било главниот празничен символ, особено во Македонија. Бадник и Божик тоа е раѓањето Христово, едно од централните празници во крај на 19-тиот век кој што се прославува во Македонија, и тука повторно централно место имаме дрво, но тогаш е веќе бадниковото дрво кое што му се припишуваат едни магиски моки. Ќе видиме и денес во 21 век се уште на домовите, во становите, во куќите луѓето закачуваат на вратите бадниково гранче како една имитативна магија за пожелби за здравје, среќа и благосостојба. И повторно ќе видиме дека прославувањето на Бадник и Божик, освен на самата Бадникова вечера, е токму поврзано и околу бадниковото гранче, на кое што повторно ќе кажам му се припишуваат едни магиски моки. Ова е нешто кое што претходило на новата година. Да речем, ако во 20-тиот век зазема централно место новата година, во 19-тиот век во старата македонска култура централно место земало бадниковото гранче и прославата на Бадник и Божик. Сепак Петковски посочува дека не постои строго утврден правилен начин на прославување на новогодишните и божикните празници. Начинот на празнување секогаш произлегува од традицијата, духовното наследство и историските околности. Она што е суштински важно, вели тој, е да бидеме свесни за надворешните влијанија што со текот на времето станале дел од нашата култура и да ги разбереме, да ги одделиме во однос на сопственото културно наследство. Мора да знаеме дека се што не е донесено како закон, во суштина представува некакво духовно наследство на луѓето, тоа е една традиција која што се префрлала од колено на колено. Ние денес и покрај книгите, најголем дел од навиките на секојдневниот човек повторно се презимаат од еден пат на нашите родители, познаници, пријатели, и ќе видиме дека не постои еден унифициран правилен начин, затоа што повторно ќе кажам духовното наследство на еден народ е една широка тема. Ќе видиме елката, можеме да ја поврземе со бадниковото гранче, со постарите форми на презентации, можеби е многу важно да бидеме свесни какви се напластени форми имаме во нашата култура, а не толку што е правилно да се прославува. Правилно е во суштина се заштитат сите форми на прославување кои што сме ги имале во минатото и денес.
Елката како символ на новата година и Божик денеска е прифатена и длабоко вкоренета во современото празнување. Но нејзиното значење не може да се разгледува изолирано од традиционалните обичаи. Бадниковото гранче, бадник и Божич остануваат темели на празничната духовност во македонската култура. Вистинската вредност на празниците не е во изборот на символите, туку во разбирањето на нивното потекло, смисла и свесното негување на традицијата, која и денес може да живее заедно со новите културни влијанија и трендови.